Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Последната посета на еврокомесарот Јоханес Хан на Скопје ги откри последните непознати во трасирањето на патот до амбициозната цел на владата во Скопје во јуни следната година ЕУ да одреди датум за почеток на преговорите за членство. Едната одредница е нова година, до кога Европската комисија очекува конкретни резултати во трите приоритетни области: судство, тајни служби и јавна администрација. Но најинтересната новина што ја донесе посетата на Хан е лоцирањето на февруари следната година, порано од очекуваниот април, како тајминг во кој Европската комисија сака да ги тргне условите од препораката за Македонија. Притисокот од овие кратки рокови се чини дека веќе ги даде првите ефекти, пред се во редефинирањето на агендата на парламентот и давањето предност на точките од кои зависи успехот на европската приказна. При тоа остануваат низа дилеми, како например дали мнозинството ќе успее да ја придобие опозицијата за реформските закони, особено за законот за заштитени сведоци, или погенерално дали реформскиот процес вистински го реформира македонскиот политички систем по драматичниот развој од изминатите години или е уште едно штиклирање на технички завршени задачи. Како треба да се чита телеграмата од ВД амбасадорот на Македонија при ЕУ по средбата со директорот за земјава во Европската комисија, во која има и критики за власта. Ова е рамката за вечерашнава дебата со посебниот советник на премиерот за евроатлантски интеграции Бојан Маричич, истражувачот во Институтот за демократија Зоран Нечев и докторандот на Универзитетот во Грац, Австрија Лура Положани. Ке разговараме колку успешно се спроведува планот 369 и зошто Брисел не сака стриктно да се држи до планот, туку идентификува како приоритети само делови од него. Должам објаснување за беџот што го носам. Денеска е меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените, кој означува 16 дена активизам до главното одбележување на 10 декември, денот на човековите права. Беџот и оваа сијалица се во знак на поддршка на оваа глобална кампања под слоганот "Вклучи се со срце за секоја една". Мислам дека е доволно за вовед. Ако останете со нас до крајот на емисијата, ќе ја видите и новата саботажа. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Планот 369, неговата дополнета верзија 369+, фокусирањето на Брисел само на дел од одредниците од тој план, критиките содржани во дипломатската депеша која деновиве протече во јавноста, достижноста на роковите во амбициозниот план за добивање датум за преговори во јуни следната година, улогата на опозицијата и на граѓанскиот сектор во сево ова, се дел од прашањата за кои ќе разговараме вечерва со Бојан Маричич, посебен советник на премиерот за евроатлантски интеграции. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ден. Зоран Нечев, истражувач во Институтот за демократија, поранешен вработен во секретаријатот за европски прашања. Институтот има проект преку кој што ја следи имплементацијата на планот 369. Добро вечер и за вас и добре дојдовте. Беџовите на вашите ревери значат дека и вие ја поддржувате оваа меѓународна кампања. Благодарам за тоа. Реков дека на видеоврска од Грац, Австрија, ја имаме Лура Положани, докторант на Универзитетот во Грац, кај познатиот експерт за регионот, Флориан Бибер. И Лура е поранешен вработен во секретаријатот за евроинтеграции на владата. Добро вечер, Лура. Вам не успеавме да ви дадеме беч, но верувам дека и вие ја поддржувате оваа кампања. Përshëndetje, po patjetër që për krah kampanjën kundër dhunës ndaj vajzave dhe gruas dhe shpresoj që në të ardhmen do mund të punojmë shumë më shumë mbi këtë temë. Мотото кое што Институтот за демократија го користи на почетокот на својот извештај од следењето на спроведувањето на планот 369 е цитат од еден од татковците на Обединета Европа, Жан Моне, и тој цитат е на линија на тоа дека ништо не е можно без луѓе, но ништо не е трајно без институции. Па сакам на почеток да ве прашам кој е вашиот впечаток, малку и од дистанца од Австрија. Дали Македонија го има пристапот во кој што ќе ги обезбеди, ќе ги обедини вистинските луѓе кои ќе ги произведат вистински институции, при тоа се разбира не мислам на згради, најмалку на барокни.
Mendoj që kjo thënie është një thënie shumë e qelluar, duke marrë parasysh që sipas meje tregon esencën e asaj se çfarë do të thonë edhe përparimi i shtetit në sensin demokratik, po edhe nëse mendojmë për integrimet. Normalisht neve shumë shpesh integrimet në Bashkimin Evropian i marrin pak më teknike ose fokusohemi te aspekti kondicionalitetit. Që do të thonë presim të mbushim disa ligje, ashtu siç e tregon në fakt edhe plani 369 edhe 369 plus, por në fakt integrimet në Bashkimin Evropian edhe po ashtu mbështetja e demokracisë është bazën e ka tek institucionet, por edhe te njerëzit që i udhëheqin dhe që punojnë në ato institucione. Çka do të thotë kjo? Do të thonë që në rrugën drejt integrimeve është edhe një aspekt tjetër, në anglisht thirret social learning apo mësimi social, edhe ky është një proces nëpërmjet të cilit institucionet dhe njerëzit që i përbëjnë këto institucione fillojnë të mësojnë mënyrën të menduarit që është e nevojshme për të implementuar ligjet e caktuara, po edhe për të menduar për atë se çfarë i nevojitet një shoqërie, le të themi evropiane, po mund të themi edhe një shoqërie të hapur dhe demokratike. Mendoj që akoma nuk kemi arritur në këtë pozitë ku mund të themi që ky mësimi social është perfeksionuar. Në fakt mendoj që jemi akoma në hapat e para, por çdo më thënë që nuk ka njerëz në institucionet e Maqedonisë që mund ta çojnë këtë proces përpara, dhe nga ana tjetër, edhe nëse nuk i kemi, nuk do të thënë që këto nuk mund të zhvillohen. Mendoj që duhet shumë të investohet nga qeveria e re në krijimin e një stafi profesional, po jo stafit profesional vetëm në sensin e si punësuam, edhe ajo është e rëndësishme, por nuk është e vetmja gjë e rëndësishme, po ashtu e rëndësishme është një trajnim i të menduarit ku stafi që i përbën këto institucione dhe institucionet vetë, krijimi i idesë të institucioneve duhet të përforcohet dhe të mendohet gjithmonë në aspektin e çfarë është e mirë në afatgjatësinë e institucioneve, çfarë është e mirë për shtetin në një periudhë shumë më të gjatë kohore dhe jo vetëm deri në zgjedhjet e ardhshme për shembull, dhe sidomos çfarë është e mirë domethënë për qytetarin e Maqedonisë, jo vetëm sot, po edhe 10 vjet mbrapa, sepse mos ta harrojmë integrimet në Bashkimin Evropian, edhe pse ndonjëherë jemi shumë entuziastë dhe mendojnë që ndodhin shpejt, mund të marrin 10 vite, mund të marrin 15 vite. Që do të thonë që ky entuziazëm, kjo etikë pune, kjo etikë të menduarit duhet të zhvillohet duke marrë parasysh faktin që kjo do duhet të mbahej për një kohë shumë më të gjatë në të ardhmen. Добро, Лура ќе остане на видеоврска со град, ќе биде дел од ова дебата во текот на целата оваа мисија. Благодарам за овој воведен дел. Нечев ќе продолжам со вас амбицијата на владата, реформската амбиција на владата, па и делумно очекувањата на Брисел од итните реформски приоритети, од извештаите на Прибе беа преведени во планот 369. Реков дека вие како институт ја следите неговата имплементација. Завршивте со мониторингот на делот 3, па на почеток телеграфски, ако може, за наодите до кои што стигнавте. Најнапред благодарам за поканата да учествувам во емисијата и можноста да го промовираме нашиот извештај. Овој проект го имплементираме во соработка со Секретаријатот за европски прашања. Истиот е поддржан од Фондацијата Конрад Аденауер. Ние развивме наша собствена методологија за тоа како ќе го оцениме прогресот кој што владата го прави во однос на исполнување на критериумите, односно активностите вклучени во планот 369, и за истите се консултирале државните институции и релевантните граѓански организации кои што ги покриваат овие делови. Од тука, врз основа на оваа методологија, по која што ја следиме имплементацијата, Институтот за демократија утврди дека од вкупно 73 активности, од 11 области од планот 369, 41% од активностите се целосно исполнети, 16% од активностите се делумно исполнети, 14% се неисполнети, додека 29% од активностите се немерливи. Сега, тука е вредно да се објасни што е немерливоста. Има одредени активности
начинот на кој што истите се формулирани, не може да се утврди индикатор по кој што ние можеме да измериме дали таа одредена активност е исполнета или не. Например? Една од нив, како што веќе напомнав, е во делот на судството, една од активностите онаа во која што владата го охрабрува судскиот совет, кој што понатаму треба да ги охрабри судиите да пријавуваат одредени политички или било какви други притисоци врз нивната. И тоа е во овие 29% за кои што велите дека се немерливи. Точно. При тоа, она што е битно да се напомене, не се само процентуалната исполненост или неисполнетост на активностите, и многу е битен контекстот во кој што овој план е. Што е со овие неисполнетите и делумно исполнетите? Кои се тие активности? Не мора да одиме, дали може да ги групираме некако, бидејќи знам дека владата излегуваше со оценка дека што се однесува до владата и владините институции, планот е 100% реализиран, при тоа мислам дека алудираа на тоа дека тоа што зависи од другите институции можеби е неисполнето или делумно исполнето, да речеме. Она што треба да се појасни е дали владата како примарен собственик на овој документ е одговорна за неговото исполнување или тоа се институциите кои што се одговорни за исполнување на одредени приоритетни области. Оне кој што настапува во име на државата, во име на Македонија во Брисел е владата на Република Македонија. Доколку овие приоритетни активности кои што се утврдени внатре во планот се таму, владата е одговорна истите да ги исполни. Има одредени активности точно кои што излегуваат од ингеренциите на владата. Дел се, да речеме, прашања поврзани со кохабитацијата со председателот Иванов, дел зависат од собранието, дел зависат од други, веројатно регулаторни тела врз кои што по словото на законот владата не би требало да има влијание врз работата. Има одредени формулации, значи направен е обид во делот 3 да се внимава на речникот кој што се користи и да не се навлегува во ингеренциите на другите видови на власт. Уште треба да се работи, очигледно е тоа, но посебно треба да се истакне потребата дека Македонија излегува од процес кој што се нарекува, односно од состојба која што Европската комисија нарекува заробена држава. И ова е особено битно за да се внимава како владата ќе се однесува према другите видови на власт. Добро. Го имаме Бојан Маричич, човек кој што е директно вклучен во овој процес од владина страна. Реков, вие сте посебен советник на премиерот за евроатлантски интеграции. Што би бил вашиот коментар на овие наоди на Институтот за демократија? Па, прво, драго ми е што постои некаква рамка за анализа на планот 369 и секоја ваква иницијатива ја поздравуваме, особено што е во соработка со институциите, затоа што така е најрелевантно да ги добиете податоците и да направите собствен суд за она што навистина се случува. Мислам дека ова што на крајот го спомна Зоран исклучително важно, а тоа е која беше почетната точка на планот 369 и на реформите. Вистина е дека заради заробената држава треба да се внимава формулацијата на мерките и на задачите, но исто така е вистина дека треба да се има предвид од каде сме почнале, дека почетната точка на реформите беше токму таа и таква заробена држава. Дали се согласувате дека дел од активностите во тој план 369 не се исполнети? Ниту една од активностите нема која што е целосно, да речам, игнорирана или каде што нема активности кои што се веќе започнали или не е во тек. Ама тука веројатно сега методолошки ќе се разликувате. Како владата пристапува на тоа, како институтот веројатно пристапува. Тоа сакав да кажам. Точно е дека дел од мерките се немерливи, дел од мерките се континуирани. Дел од мерките неминовно заради природата на мерките и повеќето актери вклучени во тие процеси, например именувањето на амбасадори или другите именувања каде што и собранието има свој удел, се во тек или не се исполнети точно во одреден период и од околу 14% тоа одговара на
на реалноста. Маричич, дали делумно ова што институтот го констатира е резултат и на релативно лошо формулираниот план? Може би владата излезе со овој план, мислам дека 1 месец по формирањето. Тоа беше релативно краток период и некако се чинеше дека во него се содржани многу технички задачи на кои што можеби не име местото во еден план кој што треба да извади една земја и едно општество од ситуација на заробена држава. Владата превзема должноста на 1 јуни. Првиот план излезе некаде на 4 јули. При тоа е се првиот месец од мандатот на нова влада, променета после 11 години. И логично беше да во првиот план се стави она што прво да има една стратешка фаза, значи една фаза на планирање што на вистина ќе може да се оствари во скорешен период, и на тоа се должи на пример што голем дел од мерките во првиот план за 3 месеци се однесува на формирање работни групи, започнување на дискусија, отварање на јавна дебата и така натаму, затоа што требаше време и простор за да се исконсултираат сите релевантни актери и да се добијат вистинските насоки за наредните мерки. А дел од работите се работи кои што долго време не биле направени, а кои што институциите јасно знаат дека мора да бидат направени. И референцата за извештајот и за 3 месеци и сега, примарните референции, примарните документи на кои што се повикуваме се извештајот на ПРИБЕ, извештаите на Европската комисија, препораките на Венецијанска комисија, Греко, ОПСЕ, зависи сега за кои области зборуваме, и програмата на владата. И првите 3 месеци беа еден компромис од сите овие документи за да се покаже амбицијата на владата дека навистина сакаме да се откочи овој процес, сакаме сериозно да правиме реформи, сакаме да покажеме резултати и сакаме тоа да биде верификувано од страна на европските институции. Да, Нечев, дали нешто ќе коментирате на ова или? Се согласам, значи контекстот е од особена важност и она што е битно да се каже дека постои очигледен напредок во тоа начинот на кој што е структуриран планот за првите 3 месеци и она што можеме оваа недела да го видиме за остатокот од 6 и од 9 месеци. Да застанеме на оваа констатација, ќе направиме уште една пауза по неа, околу ова. Дали навистина се научени некои лекции од планот 3, па сега во 6 и 9 во таа унапредена дополнета верзија на планот, тоа може и да се види дека е веќе и испочитувано. На видеоврска од град Состанува и Лура Положани, докторант на Универзитетот во град Австрија, и таа ќе биде со нас по уште една кратка пауза. Бидете на нас. Во 360 степени дебатираме за тоа колку е достижен амбициозниот план на владата за добивање датум за почеток на пристапни преговори со ЕУ во јуни следната година. Во студиото се Зоран Нечев од Институтот за демократија, Бојан Маричич, посебен советник на премиерот за евроатлантски интеграции, а на видеоврска од Грација имаме Лура Положани, докторант на тамошниот универзитет. Маричич, вие сакате да полемизирате делумно со оваа дилема околу тоа дали владата е главниот носител на овој план, дали со тоа ја носи и се вкупната одговорност околу успешноста или неуспешноста на неговото спроведување? Идејата на владата беше овој документ да има, да речам, собственост на сите фактори кои што треба да бидат вклучени во него. Владата е координатор на реформите, владата се грижи за нивното спроведување, тоа е точно, и најголем дел од одговорностите отпаѓаат на владата. Меѓутоа, не мислам дека е коректно ако целосно се префрли топката на владата во делот на спроведувањето, затоа што има работи кои што ни нашиот систем, така како што е поставен на подолба на власта или независните регулаторни тела, не би требало владата да ги прави и да ги спроведува. Еве ќе ви кажам еден пример. Ние во вториот дел за 369+,
побаравме и добивме од собранието, од нив мерки кои што се однесуваат на собранието. И не се осмеливме самите да ги формулираме без консултација, односно без директна соработка со собранието. Истото важеше и за некои други точки. Тоа мислам дека беше една од најдиректните забелешки во овој извештај на Институтот за демократија, особено кај собранието. Особено кај собранието, значи контекстот е излегуваме од заробена држава. И останатите видови на власт морат во рамки на своите капацитети да предлагаат мерки кои што ќе влезат во овој план. Да видиме еманципација нивна. Токму така, значи истите тие мерки кои што стојат во планот 369 можат, посебно во делот на собрание, истите можат да бидат предложени и потикнати од страна на политичките партии, односно репрезентите на политичките партии внатре во собранието на Република Македонија. Ние имавме состаноци и со претседателот на Комисијата за европски прашања и со други представници од собранието. Има слух за вакво нешто. Треба да почекаме и да видиме дали истото ќе се ефектуира и нели и они самите ќе бутнат во имплементација на реформите. Положани, вие реков во еден период работевте во секретаријатот за европски прашања во рамките на владата. Како од дистанца од град Австрија ви се чини овој владин реформски план 369? Mendoj që ndoshta kjo debata që është duke ndodhur tani se kush e merr përgjegjësinë për këto reforma, lidhet me ato që e thatë më përpara që ishte te citati për njerëzit edhe për institucionet. Domethënë, nëse neve në fakt Maqedonia ka nisur rrugtimin drejt Bashkimit Evropian për një kohë më të gjatë, por nëse tani me të vërtet zotohemi që këtë rrugtim ta bëjmë një të pandalshëm, ku gjithkohon kemi progres dhe nuk kemi regres, atëherë duhet të fillojmë të mendojmë më shumë në sensin e qeverisë edhe institucionet brenda qeverisë, domethënë ministrit, në kontekstin e institucioneve dhe jo në kontekstin politik. Ço do të thotë? Nëse sot në qeveri është një parti, edhe nesër vjen tjetra ose mbas 4 vjetëve vjen tjetra, zotimi i drejtë integrimeve për në BE, NATO e tjerë, duhet të qëndrojë pa marrë parasysh çfarë. Domethënë, duhet të mësohemi në atë sens që edhe njerëzit brenda qeverisë ti shohin institucionet më shumë në sensin institucional dhe jo politik, dhe e njëjta duhet ndodh nga jashtë. Domethënë, ti shohin pak më shumë në paravi, si them, institucionet dhe jo gjithmonë njerëzit që ju theqin ato. Në sensin e sa e mendoj që hecim përpara, përsëri mendoj disa herë u përmend ky konteksti shtetit të marrur ose në kontroll të një partie, apo jo siç ishte në raportet e BE-s, por këtu me të vërtet ka shumë rëndësi kjo idea e të menduarit të progresit në sensin më afatgjat. Ço do të thotë? Neve duhet të zhvillojmë një shoqëri, edhe jo vetëm institucione, por një shoqëri të gjerë, ku konteksti i mëparshëm mos përsëritet më kurrë. Edhe kjo s'do me thënë që tani çdo përsëritej. Sepse edhe me qeverinë më përpara apo jo i kishim ato reformat prioritare kështu me radhë. Po duhet t'i kuptojmë faktin se çfarë ka ndodhur, këto gjëra që ndodhen, domethënë në qeverisin e më hershme, duhet t'i kuptojmë në një sens më të gjerë, në një sens që si ndodhi edhe si mund ta lejojmë kjo mos ndodh, edhe kjo nuk ndodh, mendoj sipas meje, nuk ndodh vetëm me rregullimin e disa ligjeve në nivelin më të lartë, po duhet të mendohet pak më, ndoshta më gjerësisht në sensin e si arsimojmë, si avancojmë njerëzit më të ri. Siç thash më herët, integrimet në Bashkimin Evropian nuk do ndodhin tani. Neve nuk do bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian me njëherë, do mund të marrë 10 vjet, mund të marrë 15 vjet. Tani është koha që ndoshta t'i trajnojmë njerëzit që do ta marrin shtafetën në të ardhmen, të kemi një transfer të diturisë, po edhe t'i mësojmë gjeneratat e hershme të stafit profesional në për këto ministri, se si të mendojnë në sensin institucional dhe jo në atë politik. Edhe mendoj që për këtë duhen reforma shumë më gjëra, duhen reforma shumë më të menduara. Mendoj që është mirë që filluam me këtë 369-ën, po kjo nuk është as fillimi. Me të vërtet ka shumë mungesa që duhet t'i adresojmë.
Добро, претпоставам дека на оваа линија сите се согласуваме дека ова е веројатно само почеток. Реков, се случи унапредена, дополнета верзија на планот 369, делумно веќе зборувавме за тоа. Нече, вие констатирате дека некои лекции од планот 3, од делот 3, се научени и дека може да се видат во 369+. Токму така. Значи, повиците се слушнати и тоа е очигледно. Она што е првично е дека и во самиот извештај нотира дека од старт требаше да се излезе со план за 3, 6 и 9 месеци. Тоа што недостасуваше предходно беше објавено само тројката, без 6-ката и 9-ката. Тоа сега го имаме. Значи, она што можеме да видиме е дека имаме по-специфичен, по-детален план за реформи. Може да се насети крајната цел на реформите во одредени приоритетни области, направена е приоритизација. Доколку видите каде е судството во планот во делот 3 и каде е судството во планот 6 и 9, може да се примети разликата. Тука станува во делот 3, тоа е како 8 приоритетна област, додека во делот сега за 6 и за 9 е прва приоритетна област. Очигледно повиците се слушнати, лекциите се научени. Истото е на нивото на формулација. Депешите прочитани. За депешите, да, ќе зборуваме. Формулацијата на самите активности исто е променета. Значи, оние веќе активности за формирање работни групи, кои што не им се знае крајната цел, се изоставени и имаме пострикна формулација. И она што е исто така битно и во однос на граѓанскиот сектор е дека е поструктурирано учеството на граѓанските организации во процесот на следење и давање на препораки за тоа како треба да изгледа самиот реформски план. Маричич, рековме очигледно дека сега новиот пристап е да се исчисти планот од техничките детали и тој да се фокусира на точки кои што вака декларативно изгледаат дека би довеле до некакви вистински промени. Нашата цел како влада е тоа што се работи во институциите интензивно и тоа што е текот и крајната цел да биде видливо и за граѓаните и за сите оние кои што го следат ова, вклучувајќи Европската комисија. И токму тоа е, а при тоа да не се оптоваруваат со техничките процеси внатре во институциите, ниту она што подразбира носење на законите. Затоа ова е оној план кој што ги изјаснува приоритетите и временската рамка, а дополнително на него институциите имаат матрици преку кои што, не знам сега деталите колку се важни, меѓутоа и во секретаријатот за европски прашања, и во канцеларијата на претседателот на владата, и во другите институции има детални матрици за следење на секоја мерка за нејзино спроведување со временска рамка и со улога на институциите. Зошто Брисел не сака да се врза за планот 369, барем таков е впечатокот, туку идентификува приоритети од него и вели дајте да видиме резултати во 7-8 клучни точки и тоа како одредница ја става нова година или можеби средината на јануари следната година. Видете, Брисел, односно Европската комисија, често во изминативе години беше тука прикажувана како сила која што надворешна сила која што врши притисок за внатрешни реформи. Идејата на овој план е ова да биде навистина план на владата и тој е план на владата, правен е од државните институции во Македонија, пошироко секако од владата, но е правен во консултација со Брисел. Она што критериумите на Брисел и на европските институции се можеби малку поинакви. Владата оди пошироко и поамбициозно. Но приоритетите во временската рамка секако се простор на договарање. Истото е и ова. Ако Европската комисија цени дека оние работи кои што долго чекаат и кои што може брзо да се завршат, треба да бидат приоритет, ние како влада тоа Дали овој пристап на Брисел е еден вид девалвирање на планот 369? Па не мислам така. Мислам дека тоа е еден вид на укажување дека
некои работи не мора да чекаат долги планови, долги рокови, туку може да се направат побрзо, како што е укинување на Советот за утврдување на факти, како што е носење на Законот за заштита на сведоци, каде што ќе се видат видливи чекори, видливи промени и тој притисок по мене е конструктивен и позитивен, барем до овој момент. Вие, Нечев, што мислите за овој пристап на Брисел во кој што тие инсистираат на фокусирање на 7-8 конкретни работи и велат направете ги до нова година, до средина на јануари, за да можеме во февруари да ги тргнеме условите од препораката? Се согласам со тоа што го кажа Бојан и ја мислам дека не станува збор за девалвација на планот 369. Точно е, планот 369 е многу поопширен од она што Брисел во моментов го бара од нас како држава да го исполниме, но исто така треба да се земе предвид дека ова се дел од активностите кои што произлегуваат од планот 369. Оние кои што можат да бидат остварени во временската рамка која што е дадена и ова го гледам како еден вид на помош на владата во фокусирање на реформските активности и приоритизација на истите. Доколку овие активности се исполнат, тоа ќе има возможност од друга пак страна и на Европската комисија да даде чиста препорака за почеток на преговори. Маричич, да. И не само тоа, туку тоа е тест за институциите колку можат да испорачаат. Овие задачи кои што се договорени за бидат спроведени до средината декември се работи кои што се веќе долго време познати. Значи до нив не сме дошле ние во последниве 30 дена, туку знаеме одамна дека треба да се направат. Палењето на институционалниот мотор и во владата и во собранието имаат за цел да испорачаме нешто од ова, за да покажеме ние како држава и како влада способност и желба, вистинска желба да ги менуваме работите. Депешата која што протече, подпишана од ВД амбасадорот на Македонија, шефот на мисијата на Македонија при Европската Унија, која што ја објави АЛСАД по средба на ВД амбасадорот со директорот за Македонија во рамките на Европската комисија, откри дека Брисел и Скопје имаат отворен диалог во кој што Брисел има дилеми, има и критики за одредени потези. Таму ми се чини најинтересен делот во кој што на владата се забележува дека не дала доволно објаснување за делот разрешувањата. Па Дейвид Калан, директорот во Европската комисија, се реферира на некакво писмо што владата го испратила во текот на летото, за кое тој констатира дека не дало одговори на сите очекувани и поставени прашања од страна на Европската комисија за дел од разрешувањата кои што ги направила владата, првично претпоставувам во тие први 30-60 дена. Прво би искоментирал генерално дека комуникацијата е постојана со Европската комисија и во Скопје со делегацијата и во Брисел на нашата мисија со тамошните институции. А ако треба да ги контекстуализираме овие критики, тие се некаде лоцирани веднаш по вториот круг на изборите, значи од тогаш многу работи се имаат случајно и направено во рамките на она што се дискутирало и денес ситуацијата и видовме кои беа пораките на при посетата на еврокомесарот Хан е доста подобрена. И тоа ќе се случува и во иднина, таа комуникација ќе продолжи. Во однос на ова што го прашувате, и во однос на тоа прашање и во однос на други прашања постои редовна и усмена и писмена комуникација и владата постојано дава објаснувања за овие прашања. Во текот на летото имаше детална комуникација во овој дел, каде што владата објаснуваше кои луѓе биле сменети, на кој начин и на која основа. Дека сето тоа е законски подкрепено и дека никој од нив нема изгубено работа, туку тоа се луѓе кои што од институциите, претежно кои што имале функции и тие функции не им биле постојана работа, туку повремено ги вршеле како членови на управни одбори, директори и така натаму. И може би не беа задоволни од деталноста на тој објаснување или беа заинтересирани поединечно за одредени институции, но тие консултации се во тек и владата подготува и комуницира со комисијата детални податоци за да излезе во пресрет на нивните очекувања. И депешата и некои други информации кои што се појавија околу приоритетите што комисијата ги поставува пред владата
содржат некакви сугестии, да речеме, околу тоа да не се менува директорот на Агенцијата за аудио, аудиовизуелни медиумски услуги, директорите на некои други регулаторни тела? Во принцип, она што го бара Европската комисија и што е определба на владата е секој да биде сменет со одредено образложение. Значи, и таму каде што ќе има промени или имало промени, тоа да биде врз база на темелна анализа и на образложение. И тоа е принцип кој што ние како влада го прифаќаме и така и ќе биде во иднина. За тоа се грижат и одредени министри, генералниот секретаријат, така што мислам дека е тоа повеќе отколку заштита на поединечни луѓе во системот. Лура би сакал да ја прашам како некој кој што повеќе години живее и работи во западноевропска земја, дел од овие критики на Брисел се однесуваат на непочитување или делно почитување на тој мерит систем на напредување по заслуги. Во Македонија веројатно тешко се уште го наоѓаме тој баланс до каде треба да оди партијата на власт во смената на кадрите во рамките на таа пирамида на власта и каде треба да запре. Kur nga një shtet ku nuk ekziston shumë kjo merit based ose punësimi në bazë vetëm të meritave, edhe pse mund të jetë, po jo vetëm në bazë të meritave, për të kthyer në një sistem në bazë të meritave, mendoj që duhet të ketë të përkushtohet pak më shumë kohë. E di që ndonjëherë mendojmë që ka nevojë për urgjencë për kështu lloj reformash, po mendoj që nëse nga një sistem pa ku merita është e rëndësishme po jo aq, shkojmë më njëherë në një sistem me merita, shumë njerëz mund të humbin gjatë rrugës. Çfarë do të them me kat? Domethënë, le ta marrim parasysh që në një institucion i kemi 5 punëtorë. Prej atyre 5 punëtorëve, 2 gjithkohën kanë punuar, janë trajnuar, njëri s'ka dash të punoj shumë, 2 nuk kam pasur mundësi që të punojnë shumë. Tashi, u ndru ky sistemi për arsye të ndryshme, ose nuk i kam vënë rënë në sy shefit, ose nuk janë dije rahat me gjuhën e kështu me radhë. Tashi çfarë ndodh në një sistem, nëse më njëherë ndrohet sistemi në sistem meritor, që unë jam për ndrim në sistem meritor, po ngadalë, në sensin që këta 2 njerëz që kanë punuar gjithkohën edhe kanë pasur gjithkohën mundësi, mirë, ta hecin. Po këta njerëzit që nuk kanë pas mundësi trajnimi, nuk kanë pas mundësi përparimi, edhe kanë rënë ndoshta jo për shkak të vullnetit të tyre, edhe kështu raste mendoj që ka shumë në institucionet tona, atëherë këta 2 njerëzit humbin. Humb edhe ky që nuk punonte fare ose nuk i kishte meritat ose vullnetin, po humbin edhe këta që kanë pasur vullnet, po nuk kanë pasur mundësi. Edhe përsëris, ka shumë njerëz brenda institucioneve, ose pse nuk kanë qenë të punësuar politik, ose pse nuk e kanë pas lidhjet mirë me dikë, nuk kanë pasur mundësi të avancimit në karrierë, edhe këta bien në ujë nëse nesër fillojmë të notojmë në një mënyrë ndryshe. Domethënë, mendoj që për të ndruar nga një sistem si që kemi pasur në një sistem të bazuar më shumë në merita, duhet një kohë ku të paktën punëtorëve i ofrojmë mundësi për të avancuar në karrierë, për të hequr, për të trajnuar, edhe pastaj ngadalë fillojmë të filtrojmë, sepse nëse bëhet me njerë, prap mendoj që ata njerëz që ndoshta kanë qenë të abuzuar ose të papërdorur në sensin e punës në sistemin e kaluar, mund të jenë në disavantazhe dhe tani, edhe ajo nuk do ishte për shkak të meritave të tyre ose jo meritave të tyre, po më shumë si bazë e sistemit. Domethënë mendoj që kur bëjmë kështu reforma, duhet jemi shumë më të vetëdijshëm në sensin si të mundsojmë që paparazia e një llojshme që ka ekzistuar më përpara, mos kthehet në një paparazi të llojit tjetër. Dhe në këtë sens mendoj që këto reforma duhet kohë dhe duhet shkojnë ngadalë që në këtë mënyrë të marrin edhe rrënjë më të thella, sepse ashtu ndonjëherë kur i bëjmë reformat shumë shpejt edhe askush nuk e kupton se pse po bëhen reformat, jemi në rrezik që nesër po të jetë opsioni që t'i heqim ato reforma, i heqim me njëherë se asnjëherë nuk i pam sikur sillnin ndonjë benefit. Domethënë duhet jemi të shumë koshient dhe të mendojmë se si këto ndryshime t'i bëjmë në një mënyrë sa më të barabartë dhe në një mënyrë që impaktin e ka pozitiv në fund edhe e ka një implementim
afatgjat për mua kjo fjala e ditës, po afatgjatësia e këtyre reformave është shumë e rëndësishme. Добро, ќе направиме уште една пауза, по неа полека ќе го канализираме разговорот кон оценките, проценките, дали февруари е навистина достижен во смисла на чистење на условите од препораката и дали е јуни достижен како таргет за определување датум за евентуален почеток на преговори. Ве поканувам да останете насад. Мерит системот или напредување по заслуги во рамките на јавната администрација беше последната тема што ја допревме пред малку во комуникацијата со Лура Положани, која и понатаму останува на видеоврска во град Австрија. Маричич, сакавте да го коментирате тој дел? Не, сакав само да дообјаснам дека објаснувањата на владата или аргументацијата се однесувала пред се на оние смени во управувачките делови на институциите, значи не во системот на јавната администрација подолу, затоа треба една посериозна и длабока анализа, бидејќи реално многу малку од луѓето во системот кој што обстојувал досега под нивото на државни секретари се променети и идејата е токму тоа, да се утврди кој во администрацијата работи, кој може да работи, кој каде може да даде максимум, за да се откочи тој процес на заробување на државата, бидејќи а од друга страна не се возможни промени ако не промените делот луѓето во таа заробена. Да, кога ќе комуницирате со дел од странските представници во Скопје, очигледно е дека нема унисон пристап во западните демократии, па за едни е несватливо дека со доаѓање на власт минимум директорите на централните институции се менуваат, бидејќи кај нив се менуваат само министрите, евентуално замениците министри или државни секретари по министерствата. За други е нормална ситуација, дека преземањето на централната власт подразбира барем смена на тие неколку, предпоставам, стотици позиции во централните институции. Нече вам како ви се чини актуелнава ситуација, дали ова што како амбиција го соопшти комесарот Хан во Скопје, дека комисијата би сакала во февруари да ги тргне условите и да излезе со безусловна препорака е достижна цел? Па, моето мислење е дека достижна е оваа цел. И дека владата и целото општество треба да вложи напори да се постигне оваа цел. Моментумот е креиран, условите и шансите, посебно во однос на тоа како се одвиваат работите внатре во Европската Унија, се сега. Дали настаните во Германија може да направат известно пореметување на тој план? Не е поврзано со тоа што Македонија го прави во процесот на европски интеграции. Не, може би за следниот чекор, ако веќе комисијата излезе со безусловна препорака во февруари, ќе се очекува консензус од земјите членки на некои од следните нивни европски совети, например во јуни. Во таа смисла, велам, ако во Германија се пролонгира внатрешната криза и нема стабилна германска влада, дали тоа може на некој начин да ги поремети овие планови? Може да ги поремети до одредено ниво, но сепак стратешката определба на Германија како земја, доколку се исполнат условите, дека потребно е Македонија да го започне наредниот чекор. Контекстот, исто како и за планот, контекстот сега во Европската Унија е многу битен. Имаме најава од страна на председателот Јункер дека ќе има нова стратегија за проширување, негдека во февруар-март 2018 година, и затоа е ова брзање во однос на исполнување на активностите поврзани и со планот и приоритетите утврдени од страна на Брисел, за комисијата да издаде чиста препорака за отпочнување на преговори и Македонија да влезе во оваа стратегија за проширување. Иако Хан не убедуваше во Скопје да бидеме спокојни и мирни, дека стратегијата сепак ќе ги опфати сите земји аспирантки, а не само Србија
и Црна Гора. При тоа е навистина важно дали Србија и Црна Гора ќе го добијат рокот 2025 како краен во кој што треба да станат земји членки, а другите нема да бидат споменати во тој контекст, па претпоставам дека да, брзањето е во оваа рамка. Видите, доколку ги анализираме претходните стратегии за проширување на Европската Унија, нормално е да бидат споменати сите земји кои што моментално се во тој процес. Но прашањето е како и која перспектива ќе им се даде на овие земји. И тука е битно Македонија да добие препорака, како би можело да се отвори таа перспектива и да имаме некој одреден временски рок, некоја рамка во која што би можеле да го поминеме наредниот чекор, да ги почнеме преговорите и некоја рамка за завршување на преговорите. Пред некој ден Могерини имаше одредено објаснување за тоа, односно појаснување на изјавата на Јункер и незината изјава токму оди во тој чекор, во таа насока. Зошто велам дека е битно овој процес сега да се отпочне? Значи, имаме самит на Европската Унија со земјите од Западен Балкан на 17 мај наредната година за време на бугарското председателство. Има по 15 години од минатиот самит што се одржи 2003 година во Солун. Тоа е особено битно и важно, не само за Македонија, туку и за сите земји кои што се во процесот на проширување. Исто така е уште еден позитивен момент е што во наредниот период имаме председавачи со Европската Унија, земји кои што се наклонети кон процесот на проширување. Па така да 2021 година ја имаме Бугарија, Австрија, Романија, Хрватска и Словенија. Сите овие 5 земји се наклонети кон процесот на проширување и председателствување со Европската Унија треба да биде искористено од страна на Македонија. Маричич, апсолутно се од согласувам. перспектива на владата, но има и пречки на тој пат, да речеме, собранието треба да донесе 2 или 3 предлог закони и тоа многу брзо, да, доставени се на усвојување по скратена постапка, но треба да се види опозицијата навистина каква улога ќе има, па во таа смисла дали мнозинството и власта и пристапува на соодветен начин на опозицијата за да ја обезбеди незината поддршка. Такви напори веќе се прават во директна комуникација со пратеничката група или Да, бидејќи се 10. Да, со да речам фактори кои што можат да обединат повеќе од една пратеничка група од опозицијата. Пред се со членови на комисии собраниски, председатели на комисии, значи луѓе кои што на дневна основа треба да работат на ова поле. Се работи во директна комуникација, комуницирани се и законските текстови порано, пред да бидат предложени во собранието и можно е дури овој пакет на закони кој што е поврзан со укинување на Советот за утврдување на факти да помине многу брзо во наредните неколку денови, доколку се оди како што треба. Предизвик ќе биде другиот закон. Предизвик ќе биде за законот. заштитени сведоци. Да, но од друга страна знаеме колку е тој важен за остварување на правдата. Тоа беше барање и во извештајот на Прибе и од специјалното јавно обвинителство. Така што мислам дека дури и да потрае малку, тој закон секако ќе треба да се усвои. Зошто е предизвик за публиката да објасниме? Затоа што треба да ја олесни процедурата во која што СЈ самостојно ќе може да заштитува сведоци, а тука дел од пратениците од опозицијата или лидерството на опозицијската партија може да се наоѓа себе си засегнато. Токму затоа го отворив она прашање претходно во текот на емисијата дека одговорност имаат многу фактори. Владата го прави максимумот и ќе го прави секогаш максимумот. Меѓутоа и пратениците во собранието, и судскиот совет, и советот на јавни обвинители, и Државната комисија за спречување на корупција и други фактори мора да го направат својот дел од работата за да може да успее планот. Во секој случај наша цел е до стратегијата која што ќе биде објавена во февруари да имаме веќе ситуација на позитивна оценка од комисијата и секако прифаќање од државите членки дека Македонија заслужува повторно да добие безусловна препорака со пауза од 2 години.
Во април 2018 излегуваат извештаите за државите после година и пол, и тоа ќе биде исто така прва верификација на она што е направено во изминатиот период. Самитот во мај би требало да ги донесе добрите вести за државите од Западен Балкан, дека имаат европска перспектива, без разлика која порано, која подоцна, но важно е сите да се движат напред и до крајот на мандатот на оваа Европска комисија, секоја држава од овој регион, вклучувајќи и Македонија, да има направено чекор напред. Потоа следи и Берлинскиот процес и самитот во Лондон во јули месец 2018 и австриското председателство до крајот на годината. Добро, Лура, кога еве веќе ја споменуваме опозицијата, дали сите на ист начин ја разбираме европската перспектива на Република Македонија, особено од аспект на цената која што би требало да се плати во дел од овие меѓу или попатни станици на тој пат? Може би законот за заштитени сведоци за опозицијата е сега еден таков предизвик, но потоа за целата земја ќе се појават уште потешки прашања. Прво веројатно ќе биде прашањето за името. Kjo çështje nuk është vetëm çështja e asaj se çfarë mendon opozita, në fakt është edhe e lidhur me çfarë mendojnë në përgjithësi qytetarët e Maqedonisë, sepse nuk mendimet e qytetarëve në bazë të kësaj pyetjeve dhe sakrificave që do duaj sakrifica në sensin domethënë kushtimisht sakrifica, mendoj që nuk mund të determinohen atë se për kë votojnë njerëzit edhe në rezultatet e votave. Domethënë nuk mund të nënvlerësojmë influencën që e ka pasur për shembull disa media edhe disa deklaratat në 2-3 vitet e fundita ku e kemi parë që apo jo ambasadorët e shteteve evropiane përdoren si armiq deri diku. Edhe kjo ka pasur influencë pa marrë parasysh ndonjëherë se për cilën parti ke votuar. Domethënë kjo është një çështje më e madhe. Mendoj që duhet të bëhet shumë punë në ndërtimin e një narrative të re mbi Bashkimin Evropian edhe çfarë do të thotë kjo për ne, sepse mendoj që kjo ka munguar në vitet e kaluara. Mendoj që shumë pak kemi folur në një ide pak më realistike se çfarë do të thotë për ne si shtet edhe çfarë do të thonë për qytetarët Bashkimi Evropian edhe aderimi në Bashkimin Evropian, dhe mbi gjitha mendoj që duhet të kuptojmë edhe se si e shohin qytetarët këtë fenomen. Është mirë që kemi OJC që gjithkohën bëjnë studime, por mendoj që kjo duhet të shihet në një sens pak më të përgjithshëm, edhe jo vetëm tek ata që mendojmë që kanë votuar për opozitën ose janë në opozitë. Mund të jenë edhe njerëz tjerë që do kishin kundërshtime të mundshme, për shembull në ndarimin e emrit. Nuk e dim akoma, mendoj pulsin, sepse për një kohë shumë të gjatë e kemi lënë këtë temë aq jashtë, sipas meje aq jashtë forumit publik, saqë nuk e dim saktësisht se si është pulsi qytetarëve në këtë moment në aspektin e këtyre çështjeve. Dhe do jetë puna e qeverisë, do jetë puna e sektorit civil që të ndërtojnë një narrativ pak më fituese ose më pozitive edhe për Bashkimin Evropian, edhe për aderimin në Bashkimin Evropian, edhe sidomos një narrativ pozitive për Maqedoninë brenda Bashkimit Evropian. Добро. Благодарам, Лура, што беше дел од оваа емисија. Ви благодарам и вам. Овие теми од добрососедството и билатералните прашања отворени со дел од нив, кои што се важен сегмент во овој процес, ќе ги оставиме за некоја друга дебата. Благодарам уште еднаш. Ве поканувам до крај да одгледаме и саботажата. Непогрешливоста на големите теми кои се туркаат и отворениот широк фронт на кој за прв пат на Балканот не се промовира татнеш на гранати, туку симфонија од убави зборови создава таква слика, од која на хоризонтот конечно се гледа реална перспектива, која и натаму се обидуваат да изместат некакви театрални пропагатори на историски небулози, кои да неодамна беа политички конструиран мејнстрим. Исус и настаните околу Исус, создавањето на религијата се преземени од античката македонска религија, каде што на 25 декември се слави раѓањето, 22 март умирањето и на 25 март
воскреснувањето се слави се до крајот на антиката кога е преземено во христијанството. Ова некој сака да го прикрие со пепел. Чистата совест за еднината е посилна од нејасното минато, па наместо алергија од правот со кој таа е покриена, низ дувнатиот нос се шири мирис на разбирање и толеранција. Од тој дух изгледа дури и симпатично кога креаторите на негацијата на се што подразбира неговото чепкање признаваат дека се оние против кои најсилно го изразуваа својот револт, своевремено, заедно дишеле од истото зачурено луле. Он имаше многу интересен проект, беше он интересен уметник, рака на срце, мислам, нема проблем. И прекрасен човек. Како градоначелник. Заедно сме пушеле хашиш, например, со Еди Рама и со Раша Теодосиевич и со... Тогаш не беше ли градоначелник на... Не, тогаш беше уметник, тогаш тоа е 97 година, ви кажам. Значи, уште не се бавеше со политика, човек. Таа, политиката понекогаш знае да ги смени луѓето и да изигра довербата што си ја имал еден кон друг. И покрај тоа што беа навидум неразделни, впечатокот бил погрешен од еден од нив според другиот, којете ништо не знаел, иако сиот свет знаеше, наместо за заедничка, како истурен комесар, си ги туркал протестите за партиска Македонија. Можеше да го направи на елегантниот начин, да се приклучи кон високите политики и да каже: пријатели, јас одлучив да одам во, не знам, како се вика, комитет. Извршен комитет. И така, никој не може да го спречи. Тука е само мала горчина остави меѓу нас. Веќе не е каузата во прашање. Што беше каузата? Каузата беше очувањето на суверенитетот и унитарноста на Македонија. Елементите на државноста ќе бидат зачувани и без оние што нив ги представуваат како кауза. Такви самоповикани чувари ќе има многу еден од нив кој постојано истакнува некакви заложби. Повторно се актуализира себе си. Без оглед дали намерата му е благонаклона или мотивирана со цел да се промовира како иден станар на водно. Најавниот спот со кој тоа го прави ги тера сите да го направат спротивното од тоа што тој со своето прашање сака да го предизвика. Работев насекаде во светот. Се вратив дома, во мојата Македонија. Јас останува во Македонија. А вие? И на крајот, благодарејќи му нему и на неговите претходници, оние што никогаш нема да мрднат од тука, а и следбениците, и натаму ќе бидат заложници на истите меѓусебни политички надмудрувања околу тоа кој е виновен за валканиците што секој од нас ги прави, за кој системот со кој управуваат никако не успева да најде усогласена формула со која ќе ги расчисти. Поентата е тие возила кои што учествуваат во загадувањето на поголем начин да бидат во критичните денови одстранети од сообраќајот. И сите возила да не постојат возила во Република Македонија, драстично нема да се намали аерозагадувањето. Не верувам дека кажал дека не се загадувач, меѓутоа и сите возила да не постојат возила во Република Македонија, драстично нема да се намали аерозагадувањето. Клучот е на друго место. Клучот се разбира дека и натаму е веројатно скриен од истото чергиче, а тоа е пред вратите на институциите. Треба да се крене, а не со него и натаму да се бришат чевлите на одговорноста. Ова беше се за вечерва. Сите наши содржини се достапни на Facebook, Twitter и на веб страницата 360stepeni.mk. Гледајте ни в понеделник од 22:30. Пријатно!